Пак го тоа предвид ние имавме и голема акција каде што беа градинките поканети, каде што работевме со најмладите, каде што објаснувавме како треба да се однесуваме покрај улично куќе. Значи ние даваме секакви вид совети, дека не треба да се трча, не треба гласно да се зборува, да се вика, не треба да се вознемируваат куќињата. Едноставно. Ама зашто да не викам јас на улица или да трчам? Ако ми како да кажете на дете да не трча на јавна површина, бе Радмила, еве внука ви скача трча по улица, како да не трча на јавна површина зашто има куќе. Не, сега Значи, не го не може да анализирате каже што го кажам. дека Куќето знае да го гледате каде и јас точно затоа што доста се движам на улица, гледам дека некој се точа, каде директно на него. Значи ако видите дупка, директно на дупката ќе одите, не, ќе ја заобиколите, 2 метра подоле ќе свртите со точакот. Сега сит никој не внимава, значи луѓето треба да бидат малце повнимателни. Улични куќиња имаме и тоа е проблем. Здраво, ова е подкастот, за сега го по нешто сакам да кажам МК. Јас сум Ана Антевска, а денеска со нас е Радмила Пешева, моментално директорка или ВД директорка на јавното предпријатие Лајка, а позната во јавноста како активистка за заштита на животните и председател бевте на Анима Мунди. Подпредседател. А сега сте подпредседател или немате никаква функција во Анима Мунди? Сум подпредседател, уште изгледа. Уште добро. Сега како директорка ќе ве прашам, не како активистка и како подпредседателка на Анима Мунди. Зошто во Скопје има толку многу улични куќиња и зошто овој проблем не се решава со години? Проблем има затоа што ние сепак испаѓа дека не сме правна држава. Имаме, значи, законодавно и од законодавците овој проблем го, како да кажам, се обиделе да го решат и третирањето воопшто и чувањето на миленици со неколку закони кај нас. Значи, законодавецот направил закон за ветеринарно здравство, закон за идентификација и регистрација на животни, закон за благосостојба на животни. И сите овие закони има институции кои што треба нивното спроведување да го контролираат и кои што се надлежни. Сега, ајде да зборуваме дали е некој казнет ако не го микрочипирал куќето. Дали е некој некогаш казнет затоа што исфрлил цело легло, затоа што и леглото треба да се микрочипира кога куќето ќе ви создаде легло. Никогаш никој. Дали некој води контрола кое куќе создава легло и кое семејство или човек прави легла и каде завршуваат тие легла? Дали некој кога ќе донесе на ветеринар куќе, ветеринарот го прашува какво е потеклото на тоа куќе, од каде? Дали некој води контрола колку куќиња се шверцуваат од Србија и после понатаму се размножуваат и се предават? После размножувањето на куќиња е цела една дејност кај нас, економска дејност, која што на ниеден начин не е регулирана. Не постои. Не постои во УЈП, не постои никаде. Црн пазар. Тоа е црн пазар. Сите тие имаат, сите тие одгледувачи, значи секој со расно куќе создава легла на куќиња. Сите тие куќиња, целиот тој нов прираст никој не го контролира, никога не го интересира. Во ничија сфера не е, односно треба да биде на одредени институции како Агенцијата за храна и ветеринарство, како МВР. Меѓутоа, очигледно, ова прашање никој не се веројатно свесни за своите надлежности. Сега имаме, извинувам што ве прекинав, имаме преголемо производство на куќиња, секој може да купи куќе, секој може да размножи куќе, а немаме контрола како се движат овие куќиња и каде завршуваат понатаму. И никој не ги спроведува овие закони. Имаме ние кои треба, нели, законодавецот рекол дека тоа се други институции. Значи, не е Лајка. Лајка го прави во моментов, ја прави амортизацијата на проблемот. Веќе кога проблемот е настанат, кога се куќињата на улица. Ама знаете ли дека мислењето на граѓаните е дека Лајка треба да го реши проблемот. И можеби вие во тој аспект не сте биле доволно гласни да го објасните тоа од кој треба да го решава проблемот и од каде треба да се тргне решавањето на проблемот. Граѓаните мислат дека со тоа затоа што ако видат улично куќе на улица се пријавува во Лајка и дека Лајка треба да го реши цел овој проблем. Да, тоа е така, ако видат улично куќе се пријавува во Лајка затоа што Лајка е јавно предпријатие на градот кое што е задолжено за благосостојба на куќиња скитници, така нашето нели полно име, а односно ние се бавиме со контрола на нивниот број. Значи, ние го регулираме и гледаме да го намалиме бројот и така е затоа што граѓаните не мора да се секогаш правно писмени. Они не знаат дека да се поседува куќе
треба да се следат некои регулации, треба да се следат некои правила. Значи, од граѓаните ние создаваме едно комплетно неодговорно општество. Имаме граѓани кои што го создаваат проблемот, значи дефинитивно знаеме, тоа не е топла вода, дека проблемот со бездомните куќиња го создаваат домаќинствата со куќа. Значи, и меѓутоа, значи создаваме општество на граѓани кои што се лишени од било каква одговорност, а бараат услуги. Значи, ние, лајка понатаму, за да појаснам, работи според лек специјалис. Значи, за наш прирачник за работа е Законот за благосостојба, прирачник, него ние го следиме, работиме според Законот за благосостојба на животните и правилникот за работа на прифатилишта. Значи, ние строго се водиме по таа програма и ние работиме најмногу максимално. Нашите човечки капацитети, финансиски капацитети максимално ги трошиме, работиме крајно економично, ништо вишок никаков не трошиме, само за да работиме во интерес да се намали бројот на бездомната популација. Меѓутоа, со нашата работа треба државата да ускочи со систем. Дали вие, како јавно предпријатие Лајка, имате некакви иницијативи, некакви средби, некакви предлози до Министерството за земјоделие, за Агенција за храна и ветеринарство, да ги буткате овие работи да се организираат? Зошто, например, како активисти за правата на животните не излезете на протест пред влада за да кажете дека вие како Лајка не можете сами ништо да правите, дека во Скопје има голем број бездомни куќиња, граѓаните вината насочуваат кај вас. Зашто тоа не го правите вие како пак сте некоја институција, граѓаните не може тоа да го направат во институција, вие треба како институција која сте спрвувате со проблемот да инициирате поголема контрола и поголеми казни во овој зашто велите дека никој не е казнет. Или например тоа да го правите јавно, не знам, да објавувате дека таму се оставени куќи од овие граѓани, ги повикуваат институциите да реагираат. Вака никој не знае дека други институции треба. Тоа е, сега ви кажам, малце меч со две острици, затоа што ние ако повикаме дека таму и таму се оставени куќиња, некој ќе рече па тоа е ваша задача да ги заберете. Сега ќе ви кажам, ние и како активисти предходно, издруженијата секојдневно упатуваат на овие проблеми. Не е дека јавноста не е запознаена или дека медиумите не се запознаени од каде потекнува проблемот. Ние како Лајка, освен нашата основна дејност, значи на некој начин и волонтерски индицираме постојано подигање на јавната свест и тоа го правиме со 0 денари, тоа ништо не трошиме од јавни пари, подигање на јавната свест во смисол вдомување на бездомни куќиња, како е да се биде одговорен сопственик, имаме едукативни кампањи кои што исто градот ништо не го чинат, тоа е значи наша лична заложба затоа што сметаме дека останува јас, некој во државата не го прави тоа и ние и да се олесниме на нас и да подигнеме свеста, ние активно се вклучуваме и во тие едукативни кампањи ги организираме и така натаму, значи освен основната дејност кастрацијата и стерилизацијата и вдомувањето на куќиња. Сме направиле безброј, прво Агенцијата за храна и ветеринарство е надзорно тело за нас. Тие луѓе го знаат па кој е проблемот. Меѓутоа во јавно секогаш ќе кажат дека не се они виновни што има куќиња на улица. Друго, имаме редовно средби со градоначалниците на скопските општини или барем некакви преписки за кои што им ги кажуваме нашите предизвици. Не е дека не ги знаат. Јас лично се обратив дури и до ЗЕЛС. И моето писмо стигна до председателот на ЗЕЛС, градоначалникот на Кисела вода, каде што јас викам, значи дека ние треба заедно да седнеме и проблемот да го донесеме, предизвиците да ги констатираме сите скопски општини, нели? И да видиме колкав е капацитетот на Лајка и што од Лајка зависи. Тие многу добро знаат дека не зависи проблемот од Лајка. Лајка само ја третира опашката на проблемот. Работата е проблемот да не настане, да го превенираме. И на тој и реков да седнеме заедно, ги поканувам, затоа што сите вие сте представници на голема политичка партија или политички партии и проблемот да се донесе на повисоко ниво кај тие што го ги носат законите, кај тие што носат decision makers, како се вика, за тие што одлучуваат. Значи, не е тоа Лајка. Лајка не одлучува. Да видиме како да се измени законот, на кој начин, што можат општините, како да помогнат со придружни мерки. Придружна мерка би било
едукација дека секој граѓанин што има куче може да си го микрочипира кучето. Мора да си го микрочипира. Што се законските може обврски. комуналните инспектори на општините да кажат. Тоа сме го предложиле. Значи ние имавме средби со БЕБ, сме имале со аеродром, сме имале со Кисела вода градоначалникот, со Ѓорче Петров градоначалникот, со градоначалникот на Бутел. Значи ние ги имаме тие средби и ние укажуваме дека може општината со комунални редари да ги потсетува луѓето, може да субвенционира кастрација и стерилизација. Затоа што клучот на проблемот е создавање на легло, не сакани, кој што никој не ги планира, затоа што сите мислат така. Имате ли соработка од некого? Тоа останува се едностранно, значи ние кажуваме што треба и на крај на краиштата секоја една општина и треба да овие носачи на одлуки кажуваме дека е основно да се оданочи некастрирано куче. Значи тоа го зборуваме јас и како активист и сега како директор на Лајка, дека основно е општината да генерира фонд од граѓани кои што потенцијално прават комунален проблем. Тоа се секој што има репродуктивно способно куче. Затоа што одгледувачниците не се регулирани. Се додека Агенцијата за храна и ветеринарство или соодветното министерство, тие се под земјоделие, не го регулираат овој сегмент, да се знае кој може да дава легла, колку ќе чина тие. Не сега ајде да отвориме ние реклама 5 или Facebook било која страница за купи-продај. Знаете колку огласи ќе најдеме за 50 евра куче кај што се нуди? Тие кучиња што нема да ги купат, завршуваат на улица и се предмет на лајка. Јас купив такво куче, купив токму на оглас. Така да знаете како има огласи на цели групи, ги има на социјалните мрежи за продавање на кучиња. Сите се мали фабрики за кучиња и сите после се чудат од каде кучињава на улица. И сега, секоја година некоја кучка, ако раѓа по 10... Тоа значи е доволно и само да се отворат тие огласите, за да можат инспекторите да излезат, да постапат, да видат дали се запазуваат. Треба да се има волја, кај носачите на одлуки, кај оние кои што го креираат системот. Значи, системот наш... А до тогаш, Радмила, што да правиме? Што да правиме, еве? Еве, со едукација се бориме. Што да им кажете вие како директорка на Лајка, на граѓаните, кои што имаат страф од улични кучиња? Еве, јас ќе ти кажам пример, дома чувам куче, сум чувала куче цел живот, во дворко чувам кучето. Член на моето семејство исто живее со кучето, го сакам. И да кога шета ќерката на улица, односно сната, кога ќерка шета внука ми на улица, се плаши од уличните кучиња да не се старчаат, затоа што не е сигурна во нив. Со тој проблем како да го решиме? Не дека она не сака кучиња, затоа што знаете како активистите, ако ние речеме дека она куче таму ме нападнало од улица, одма ќе речат вие не сакате кучиња и луѓето што не сакаат кучиња не се луѓе, немаат душа. Мислам, ние чуваме дома куче, меѓутоа стравот е реален. Јас тоа го разбирам. Само проблемот е со стравот, не дека некој не сака кучиња, меѓутоа стравот кога шеташ со дете мало, не знаеш кој куче што може да направи. Тоа е проблемот со кој што се соочуваат голем број граѓани или на пример граѓани кои што возат точак. Знаете дека сега пола Скопје возат велосипеди, тротинети, знаете дека кучиња трчат не предизвикани од ништо. Што да правиме со тој проблем? Тоа е проблемот кој што е најголем во Скопје, кој што ги загрижува граѓаните. Да објасниме вака нешто, не дека ние не ги разбираме проблемите на граѓаните, меѓутоа проблемот не може да се реши преку ноќ. Еве, значи треба здружена акција од повеќе институции. Друго, ние, пак ќе кажам, ќе се навратам, граѓаните кои што се повредени земаат одштети за тоа. Мене не ми треба одштета ако мене ме каснало или детето ми го исплашило кучето. Да. Разбира, замислите 3-годишно дете да си да го исплаши куче. Никаква одштета мене нема да ми треба во тој момент. Мајке го тоа предвид, ние имавме и голема акција каде што беа градинките поканети, каде што работевме со најмладите, каде што објаснувавме како треба да се однесуваме покрај улично куче. Значи ние даваме секакви вид совети, дека не треба да се трча, не треба гласно да се зборува, да се вика, не треба да се вознемируваат кучињата. Едноставно... Ама зашто да не викам јас на улица или да трчам? Ако ми се како да кажете на дете да не трча на јавна површина, бе Радмила, еве внука ви скача трча по улица, како да не трча на јавна површина зашто има куче. Не, сега значи, не го банализирајте ова што го кажам. Кучето знае да го гледате каде и јас точно, затоа што доста се движам на улица, гледам дека некој се точак оди директно на него. Значи, ако видите дупка, директно на дупката ќе одите, не, ќе ја заобиколите, 2 метра подоле ќе свртите со точакот. Сега никој не внимава, значи, луѓето треба да бидат малце повнимателни, улични кучиња имаме, и тоа е проблем, и треба да гледаме како... Како што имаме дупки на улици е проблем, да немаме на дупки, така да немаме и на кучиња. Видете, ние имаме и зададен воздух, така? Така. И што правиме? Седиме дома со маски или да излагаме на работа? Излагуваме и на работа и се трудиме и пиеме суплементи за да се
за да се справиме со загадениот воздух, со и милиарда други некакви проблеми кои што се многу далеку од нашиот видокруг. Не дека никој не се грижи за овој проблем, се грижиме. Ние минатата година 1200, преку 1200 куќиња заловивме. Тоа е буквален рекорд на стационарот градски. Баш заради ова. Ние затоа ги правиме сите овие кампањи за вдомување, за што повеќе куќиња да се тргнат од улиците. Затоа викаме немојте да купите куќа, затоа што секој една на улица заслужува ист може миленик да биде добар како и секој едно купено. Немојте да купувате куќиња од Србија. Дополнително тоа ја ставате и земјата. Зошто е толку им да се купи куќа од Србија? Ми е јасно вајде. Не знам зашто е толку им да се купи. Дополнително тоа тие шверцани куќиња немаат регулирано статус на беснила. Значи ние сме земја која што во Европа се смета за контролирана земја која што го контролира успешно рабисот. На овој начин само може да се ставиме во опасност да го изгубиме тој статус. Проблемите се безбројни. Значи ние со најмалите викавме со уличните куќиња треба внимателно. Не се тие сите непријателски расположени, затоа што на крај на криштата и оние куќиња кои што извршиле напад кај нас се покажале ултрасоцијални. Ма знаете, тие, например, куќињата се веа, например, кај мене во има се стварно што ултрамирни, да речете, како што велите, меѓутоа не знаете еден момент зошто може да изреагираат. Значи може би 2 години да не изреагираат. Да или звук некако. Ама видите, може би ги предизвикал или некој звук или некој претходно што поминало дете ги удрило, меѓутоа ти после детето поминуваш 5 минути или после некој друг граѓанин и тебе испровоцирано тоа ќе те нападат. Голем број граѓани сметаат, имавме ние еден прашалник во однос на тоа што предлагаат како да се реши проблемот со уличните куќиња, нели само предлозот граѓани сметаат дека треба куќињата да се однесат во еден стационар и таму нели да седат. Ајде тоа да го објасниме. Дали е можно тоа да се направи? Тоа е невозможно. Луѓето мислат дека дури и некои политички партии со кои што сме разговарале вика па не сакаат општините да инвестираат, ајде ние сите да направиме стационари и во стационари да се сметат. Значи Скопје грубо се смета дека има 6 до 10.000 куќиња со се приградските населби. Се Скопје има програма. Што збориме за Рачиново, Зелениково, Илинден, Петровец. Нормално, тие си произведуваат, како да кажам, домакинствата куќиња и тие гравитираат према урбана средина. Куќа оде каде што има движење од луѓе, каде што има кафеани, каде што има извор на храна. Значи, затоа сметаме дека бројката многу поголема од 6.000 во Скопје што ги има. По едно броење се покажа според нели соодветна формула дека Скопје има 4.500 куќиња. Сега плюс минус овие илјадарки од околу, затоа што нон-стоп има прилив на нови. Значи, зошто не може? Тоа е преголем број. Ако нас ни треба 1 евро само за храна да се нарани куќето во денот, ајде да видите се 6.000 евра секој ден. Значи, тоа е неодржливо. Знаете зашто неодржливо? Еве да речеме, ајде ќе ги собираме сите 6.000 куќиња и нема да има нови. Ма не е точно, за 6 месеци граѓаните ќе направат нови. И тие 6.000 после каде ќе ги ставиме? Во континуитет ќе стационираме куќиња и ќе трошиме јавни пари. Лајка само 2.000 евра дава на храна месечно за 180 куќиња колку што има во секој момент во секој период од годината. Максимално не исполнет капацитетот. Некои се трајно стационирани, тие што се поопасни, што чекаме се вдомат, нели, што извршиле напад, што некој ги оставил, се откажал од сопственоста или што се најдени со микрочип, нечии, чекаме да дојде да се смилува, да си ги земе, да плати за ловување, да дојде инспектор да го казни, тоа не се случува, значи системот потфрло во нашиот случај. Нас никој не ни дува ветер во грб. Буквално сме оставени како Дон Кихотовски сами. И затоа ја реков, на ваква масовна кастрација и стерилизација во континуитет градот Скопје има програма повеќе од 10 години, до сега бројот ќе се намалеше. Тоа сакав да Меѓутоа државата не ускочува со систем. Никој не го третира изворот на проблемот. Изворот на проблемот, вентилот кој ќе се затвори, ова е наша програма ќе вроди со плод. Вака, во случајов ние само правиме еден вид амортизација, затоа што замислете лајка ако не работи проблемот ќе биде сега е лесно да зборуваме, има куќиња на улица, има куќиња, ги гледаме маните, меѓутоа сме заборавиле од каде сме почнале. И дека 3 месеци лајка да не работи, проблемот ќе се изгубат резултатите и до сега. Значи, ако сме имале едно куќе во улица, сега ќе имаме една 6. Затоа што една единка, здрава единка, не кастрирана, не стерилизирана, да роди, може да роди 6 до 10 куќа. Следните 6 месеци и сите тие 6 до 10 ќе родат уште толку. Значи, од една здрава единка за 2 години многу лесно имате
200 кучиња. Затоа масовната кастрација и стерилизација брзо што ќе се одвива за цела територија да се покрие многу брзо е многу клучна во нашата работа. И затоа ние викаме носете ја кучињата, пријавувајте кучиња, дајте да нема женка. Женка со хормонален статус, активен, со, како да кажам, што може, репродуктивно способна, може на 9 километри, во радиус од 9 километри да викне нови кучиња. Така се создаваат чопори. Тогаш тие не гледаат пријател, не гледаат изворна храна, не гледаат кој ќе ги погледа, кој љубезно ќе им се обрати. Тогаш е тоа повик на дивината. Таа ситуација е опасна. И затоа викаме пријавувајте ни женки, пријавувајте ни нови кучиња. Ако ништо друго имаме хормонален среден статус. Сега тоа е друго што тоа куче ќе почне да чува територија, ќе почне да се групираат неколку и стануваат проблем за граѓаните. Ние разбиваме и чопори. Еве сега ова што беше проблем, пишуваат и медиумите и сите за кај Стара Стела во аеродром на Авној. Ги фативме тие кучиња, 6 се фатени, остануваат уште неколку. И повторно тоа останува проблем на стационарот. Се ние ќе гледаме тие кучиња, кај нас ќе биде добри, нормално. Ќе се шетаат на поводник, ќе ги чешламе, ќе играат со некој да ги вратите на улица. Нема да ги вратиме. Тие се тие кучиња што остануваат за вдомување, затоа што на улица прават проблем лети. Ако не ги доме никој, ги чувате во стационарот. Ги чуваме за стационарот. Колку кучиња? Најчесто ги вдомуваат. Значи ние сега имаме добра бројка, некаде месечно 40 кучиња, тоа значи дека секој ден се вдомува по едно. Има ли куче што никој не го вдомувал до сега? Имаме по 3 години што се кучиња што тоа не се ни агресивни, него сете да кажеме кафена боја, црна боја, него предизвикал изгледот некого. Еве сега активно одиме со една кампања, ни помагаат нашите јавни личности за да ги актери, комичари, познати луѓе од секој аспект, да ги промовираме, да кажеме дека не мора секој да вдоми мало кутре, да купи кутре, дека и возрасно куче има придобивки, прво знае дека е спасено, знае да биде благодарно, неверојатно има, како се вика, животна школа во него, затоа што живело на улица, знае да препознае што треба, што не треба. Тие се совршени миленици. Јас како некој 5 кучиња од улица што вдомил, ви кажувам дека нема подобар миленик, дури најдобри другари ми се. Така што не можеме да ги стационираме сите. Тоа е стапица во која ќе се најдеме и после ќе треба масовна еутаназија да се искористи, затоа што еднаш ќе се заглават сите скопски општини или не знам колку општини со стационари. Тој проблемот со приватните шелтери, што одредени здруженија, љубители ги отварат. Во истиот момент кога ќе престанат финансиите од некаде, имаме ситуација кај што ни пуштаат 200 кучиња на улица. Така имавме лани, беше с кога стапив на директорската позиција. Од еден пропаднат шелтер, само наоѓавме кучиња во лоша состојба, одеднаш цели чопори. Значи, прирастат да постојат такви приватни шелтери. Месмраците треба да бидат одобрени од Агенцијата за храна и ветеринарство. А вие што се дневни центри да го оставиш кучето или ти исто треба? Се сигурно регистрирани, тоа се како пансион. А има приватни шелтери за чување кучиња во градов? Има. Има и тие исто треба да бидат предмет на инспекција, затоа што да се види како нас што не инспектираат постојано, каква е благосостојбата на кучињата што ги чуваме, да не се пријавиле за тие шелтери да отидат да ги проверат? Па да, се пријавуваат редовно, меѓутоа основна работа е што одговорното сопствеништво, тие што треба законот да го спроведуваат, не го третираат строго. Сигурно дека нема казни за граѓаните, ние ќе имаме проблем со лични кучиња. Основно е во основниот закон, конечно, значи ние упатуваме на тоа, видите, наши предлози во законот влегле на пар наврати, меѓутоа, знаете некако кога ќе се счепне граѓанинот со данок, никој не сака лоша, тоа е лош имидж. Лош имидж за било која партија, за било која институција. Меѓутоа тоа прво ќе се генерира фонд за оваа работа. Еве овие пари што се излеваат за каснувања, кои што се наши пари на граѓаните не сваќаат тоа кога го бараат, дека тоа се јавни пари кои што може да се искористат попаметно. Не сакам да кажам дека сите фингираат каснување, навистина длабоко сочувствувам со сите тие што имале напад од куче, што имаат траума затоа што се случува. Знаеме дека се случува, да мислам, тоа е вистина. И меѓутоа, дајте да генерираме еден фонд овој проблем да се реши трајно за секогаш, да бидеме паметни, укажуваме изворот на проблемот да се затвори. За граѓанинот мора да се научи, мора да ги научи своите законски обврски. Ако некаков, ете градот бараше да има комунална полиција, за да може да има ингеренции да казни веднаш. Затоа што комунален редар повторно ќе треба да викне ветеринарен инспектор, повторно треба агенцијата да ја контактира и целата таа бирократија нема да биде веќе ефикасна. Дајте, колку пати сме рекле да видиме еден пример
Како тоа, значи ја немаме свеста, сепак ова е еманципацијски проблем, затоа што ние ја немаме свеста комшијата да се пријави. И во случајов ако го пријавите, тоа ќе биде никој Имаме нема да свест да го постави. пријавиме за нешто друго, можеби, не знам, за... Ама не е, ако Нема. комшијата создаде легла или ако го остави куќето, ако го напушти куќето, прв ќе го пријави во Германија комшијата. И веднаш ќе дојде дали полиција за животни, дали контрола за животни, animal контрол или како се вика. Комшијата, кога го направи Ама леглото, ќе ќе го- го однесе негде навечер, ја нема да знам дека го оставил леглото, ќе рече дека ги продал. И како што се граѓаните хумани, Ќе тие поднес- куќиња ќе ги прихрануваат, тие куќиња ќе порастат и ќе бидат 6 нови репродуктивно способни куќиња. И ете ви го веќе проблемот во една улица. Не ли мислите дека овој проблем може би треба да се децентрализира? Не знам, секоја општина да си има свој... Ама тоа и така. Секоја општина по закон треба да направи програма со која што ќе ја поднесе во Агенцијата за храна и ветеринарство. Тие треба да и тоа го прави градот Скопје, тие треба да им ја одобрат и после да постапуваат. Значи, овој проблем е даден на општините. Токму затоа општините се одговорни во случаи на А ви каснување. плаќаат ли општините? Нели имаше одлука беше општини- донесена општина, Да. секоја општина да плаќа средства на лајка заради тоа што во сите општини нели се третираат Точно, финансирањето на лајка е, да кажеме, болна точка, затоа што лајка не се само финансира како другите јавни предпријатија за кои што граѓаните плаќаат Плаќаат. сметки, нели? Ние нигде не фигурираме во таа сметка и ние немаме собствен фонд. Значи, ние се финансираме од градот Скопје. Парите што ќе ни ги даде градот Скопје ни ги дава за програма и дополнително на овие средства во време на градоначалникот Шилегов кога се создаде Создаде лајка, пристапиле кон некаков трипартитен договор меѓу општините, градот Скопје и јавното предпријатие Лајка. Дали се Општините се почитувате? должни по 2 милиони денари да ни даваат на годишна основа во месечна рата значи да учествуваат во финансирањето на нашата програма и работа. За жал не, ние имаме огромен долг од страна на општините, 20 милиони денари ни должат и тоа значително ја отежнува нашата ефикасност. Значи ние ќе имаме можеби подобри капацитети и повеќе вработени да можеме да сметаме на овие средства. Нема во континуитет да бидеме во долгови. И друг проблем е што отежнува нашата работа, што Врховниот суд нас не солидарно не смета за одговорен во исплати на штети. Значи, овие пари што ни ги дава градот Скопје, нас не ги зимаат граѓаните за Кои што одштети и побарување. А кога тужат граѓаните, тужат и Лајка и градот Скопје? Некогаш ги тужат и Лајка и градот Скопје и некогаш судот го задолжува само градот Скопје, некогаш солидарно, нели, го задолжува и нас и градот Скопје. И меѓутоа во главном овие одштети кај нас сметката затоа во континуитет блокирана, затоа ние не сме финансиски мокни најчесто од извршување закаснување. Ние единствените средства кои што легнуваат кај нас на сметка е фактурата што ја фактурираме до град Скопје за налогот што ни го дале за извршената работа. И затоа викам има малце нелогичност, нашите адвокати викаат ако ова пак се стави на разгледување, судот може да го смета како упад во судството. Они дале мислење некогаш дека ние како јавно предпријатие треба да се најдеме одговорни пред ова прашање, меѓутоа ние сме имплементатор на програма и ова стварно не отежнува. Во секој случај сите оние чинители, институции, законодавци, големите политички партии треба конечно на овој проблем да гледа, затоа што веќе 30 години се апострофира и се провлекува. Значи не се најде еден маж што ќе дојде и ќе рече ова и ова ќе се прави, тоа не е измислување топла вода, ако една Европа го решила проблемот после Втората светска војна, зошто не можеме и ние? Например, градот Не ми е Скопје. сватливо дека не може да се реши проблемот. Сега ќе ви кажам, градот Скопје има соработка, нели има сестрински градови со Нинберг, со каде што ние имавме контакти со тие луѓе, се обидувавме некаква соработка да направиме таму со шелтери, да можеме барем вдомувањето да го олесниме, да се носат куќиња таму. Ние вика пред нас не се празни шелтерите, ние немаме улични куќиња. Зашто? Затоа што никој не фрла куќиња. Затоа реков дека е тоа еманципацијски проблем и дека е тоа правна држава кај што секој си ги знае одговорностите кога ќе земе куќа. Па мислам дека и наш граѓанин да отиде во Германија нема да фрли куќа, тука ќе го фрли. Тука ќе се однесува различно. Ете баш јас сите имаме безброј примери каде што на пример баш на нашето светководствено биро што не води во еден муабет кога работевме нешто вика светководителот вели бил на гости кај роднините во Виена и куќето им избегало. Му го вратила полиција со фактура од 1500 евра. Се чудам.
Значи, проблемот е многу комплексен и зависи од повеќе нивоа. И ние, навистина, ние сме, еве, јас доаѓам од активистичко милје, значи, и повеќето во лајка се љубители на Токму тоа ми беше поентата, Радмила, затоа што претходно, кога не постоеше лајка и кога немаше директор од активистите, значи, се префрлаше проблемот дека можеби не го водат предпријатието луѓе што стварно се загрижени со таа тема, па не се решаваше проблемот. Сега мене ми доаѓа проблемот, прашам, еве, активистите ја раководат лајка, и каде е проблемот и што треба повеќе да се направи? Ма веќе многу се прави. Прво лајка работи дупло повеќе. Друго лајка има активности кои што претходно ги немало, има едукативни активности. Денеска никој на тоа не обрнува внимание. Значи, ние посетивме повеќе од 20 школи, каде што на најмладите, на ученици од меѓу 10 и 12 годишна возраст го објаснувавме проблемот. Зошто настануваат уличните кучиња? Како да се биде одговорен собственик? Значи, многу е битно некој да ги зборува овие работи. Ние го правиме тоа. Друго, Вардариште претходно не се бавеше со вдомување. Претходно лајка беше затворен стационар. Си заловија 200 кучиња и си ги чуваа. И, значи, ние имаме навистина преголеми активности, меѓутоа, навистина мора некој сериозно да го свати проблемот и да разбере дека проблемот не зависи од тоа колку лајка работи или не работи. Проблемот почнува на друго место. И на тоа друго место, буквално, ние не можеме никого ни да казниме, не можеме никому, можеме само да укажеме. И да кажеме, институциите не кочат, него кочат капацитетот. Ние имаме кучиња, собственички, кои што некој ги фрлил на улица и кои што градот Скопје плаќа за да му ги чуваме, затоа што никој не го казнил, не доаѓа да си го подигне кучето. Што да направиме ние во таква ситуација? Значи, ние имаме инспектори ветеринарни, кои што пред некој ден во центар под музеј на современа уметност заловивме 6 кучиња кои што може да се сметат за опасни кучиња, нивните припаѓаат на раси кои што се сметат за опасни кучиња и кои што не беа микрочипирани, не беа вакцинирани за бестило, чувани на јавна површина. Веќе големи кучиња. Големи возрастни кучиња од типот на питбули, стафорди и 2 кангала. И ние ги заловивме. По секое правило, тие кучиња што влегле во шелтер, тие треба да бидат ојаловени, кастрирани, стерилизирани, микрочипирани со наш микрочип и вакцинирани за бестило. Меѓутоа, се појави собственикот, некој кој што тврди дека е собственик, и јас не знам каков исход ќе биде тоа. Кој и колку го казнил што кучињата ги чува на јавна површина во сред центар. И јас знам дека казната за 6 кучиња што немаат микрочип и што не биле вакцинирани бестило се 100 евра. Толку го казнал инспекторот и ние му ги предадовме кучињата, не кастрирани, не стерилизирани, со тоа што он го задолжи со решение да го следи, дека ги кастрира и стерилизира, меѓутоа тој отворено кажува дека тие кучиња ги користи за бизнис, значи произведува питбули, стафорди кои што после ние ги собираме од улица, кои ќе престанат да бидат корисни, ако му се роди дете на некого, го мрзи да го шета. Ете тие питбули, стафорди, опасни кучиња кои што не можеме да ги изложиме на програмата залови, стерилизирај, врати. Не затоа што се бихевиористички опасни, него затоа што биологијата им е таква што ако нанесат повреда, таа може да биде опасна. Значи има таква вилица, таква кучињата се само по биологија опасни, не се по карактер. Карактерот зависи од тоа кој го воспитува кучето и кој го чува кучето и на што го изложува. Значи, и плюс кажано е во кулуари, додека кај нас, додека ги чувале кучињата, дека ги користат за борби. Значи, сите го превидуваат тој факт, треба поголема строгост. Не може туку така, не може ваков престап да кошта 100 евра. И ете го проблемот. Ова е класичен пример за како системот закажува, откажува. И сега ние имаме едно предпријатие кој што од петни жили се труди, затоа што тоа почнав да кажам, ние сме сите веќе лично инволвирани, затоа што лично го трошиме собствениот буџет дома на кучиња, сите сме вдомили од улица, сите сме натрупале некаде кучиња за да ги тргнеме од улица ако се опасни, ако еве во пансион ќе ги ставиме да го тргнеме, се обидуваме да го вдомиме. На собствена сметка правивме порано кастрација, стерилизација, сега сите ги охрабруваме да ги донесат во лајка. Барем тоа гајле. Дали граѓанин што на пример нема средства да го кастрира кучето, може ако го донесе у лајка тоа бесплатно да го стори? Или се наплаќа? Значи, ние сме разговарале, јас сум разговарала со градоначелникот, на некој начин е субвенционирани, нели, и таа се согласила, дозволила. Меѓутоа само поубаво би било ако кучето нема микрочип.
Значи, ако не е микрочипирано, тогаш може да се земе дека тоа куче си го Куче вдомило од од улица, улица. да. И практично тоа му доаѓа како да го вдомило од кај нас. Ние ставаме наш микрочип, го префрламе после на негово име, ама добива комплетно третирано куче со вакцина Ако за се бесплатно. сеќавам, пред неколку години имаше некоја акција за бесплатно чипирање или стерилизирање на кучиња. Таја беше, Во ветеринарните служби, не беше во лајка, него во повеќе ветеринарни служби. Ете одлично прашање, зошто тоа не продолжи? Зошто не тоа? Јас знам дека имаше таква акција за чипирање. Тоа беше акција на Агенцијата за храна и ветеринарство. Ја мислам дека тогаш многу граѓани ги чипираа кучињата. Но, тогаш јас ги микрочипирав сите Да. мои, затоа што претходно практично системот и не постоеше. Ние бевме 20 и кусур години, 25 години независна држава, ние немавме систем за регистрација на домашните миленици. Каде тоа го има? И кога ги прашавте агенцијата зошто уште не го создават, па сега IT специјалистот им бил или болен, или на одмор, или на не знам што. Значи, недозволиво е во една држава, ако го ведат им се сите регистрирани, зошто кучињата не би им биле сите регистрирани. Сега има податок дека преку 140 кучиња, 1000 кучиња се микрочипирани и заведени во система. Меѓутоа имате број на микрочип, само нема собственик. Нема негов телефонски број, немате како да го контактирате, Како кога ќе му може? го најдете па не знам, валјда ветеринарните друштва кога ги внесуваат овие податоци, не ги внесуваат соодветно. Не бараат најверојатно лична карта, јас кога сум чипирала куче, не ми барам лична карта, него какви податоци ќе им дадат, такви запишуваат во компјутер. Тоа е несериозно. Несериозно, токму Значи, така. навистина Мислам несериозно. дека може би треба да почне работата токму и од ветеринарните служби, затоа што граѓаните кои што имаат куче и да го регистрира и да не го регистрира кога кучето се разболе повторно во ветеринарна служба. И од таму треба да почне таа иницијатива исто за правилно чување на кучиња. И самите ветеринарни служби да имаат поголема контрола од институциите, за да и они ги внесат стравот на граѓаните дека мора да ги почитуваат правилата. Тоа е, ова сега се враќаме на твоето претходно прашање каде што не ти одговорив, дека ние сме многу активни на многу нивоа каде што може законот да се измени. Имаше една иницијатива во собранието, една интерпартиска група која што беше сочинета од пратеници од повеќе партии, каде што ги собраа сите активисти, запишаа на хартија кои се аномалиите во општеството по ова прашање и се договоривме дека законот за благосостојба актуелен ќе се измени со подобрувања и тој предлог стои готов на хартија и значи ние ги укажавме на овие работи и имаше еден таков предлог дека можеби прва некаква станица на контрола ќе бидат ветеринарните амбуланти, каде што некој ќе дојде со мало папи, па при кога ќе го донесе на вакцинација од заразни болести или нешто, ветеринарот ќе мора да го потсети да го микрочипира. А ако не го потсети, да има каде да го пријави. Ако после одредено време за 10 дена, ако не се јави, да има каде да го пријави, па да го потсети инспекција, но не да го казни 15 евра. Знаете ли вие дека кучето, ако ви го затекнат на јавна површина и некако ви пријави? Инспекторот првично едукација ќе ви даде. Втор пат ќе ве казни со 15 евра. Значи тоа не е никаква мерка. Во една Хрватска веќе следи во закон ако ви го најдат кучето на улица кога го напуштите. А да не збориме што во Холандија казната за напуштено куче е 16.000 евра. И едноставно кај нас немаме механизми на контрола. Тој закон кој што го имаме никој не го спроведува и да се донесат такви закони, мислам дека нема што велите, нема никој да вас преземе таа одговорност да ги спроведува тие закони за да кажат. И општините имаат многу малку ингеренции. Тие само се напишани во законот за благосостојба дека за бездомните животни надлежност се на општините. Меѓутоа, што може општината да направи? Вас кој ќе најде комунален редар на улица, не може да ве казни ако кучето го држите без поводник. Не може никој да ви укаже, значи општината нема пристап во ветеринарниот информативен систем, она не знае колку иматели на кучиња има на своја територија, за да може некаква програма да направи или нешто. Значи реално ова све бара голема ревизија. Општините плаќаат големи казни и сите очекуваат од нив да направат ерадикација на кучи. На кучињата, видите, ние имаме сериозен закон за благосостојба на животните. Ние кога сме формирале државава, сме можеле да кажеме, имаме други приоритети, нели, младите, за невработеност, социјални проблеми, економски проблеми. Немаме време да имаме, не можеме да се посветиме на закон за благосостојба и да бидеме како Кина. Меѓутоа, ние сме создале закон за благосостојба на животните и кој што сега треба да го почитуваме. Значи, ерадикација на животни и филозофски и психолошки каков впечаток остава, дека се нешто што ви смета може да се ерадицира утре кој ќе ви смета, стари луѓе. Тенка е границата.
луѓе со попречености. Кучињата се живи суштества, индивидуи, емотивно способни и сега не можеме да ги ерадицираме како бугашлаби. Значи тоа веќе не постои. Затоа се бара една ревизија на целиот систем за да го немаме овој проблем. А ние и понатаму максимално работиме и сме посветени со тоа што доколку оваа наша работа стално викам на вистина е скапа. Меѓутоа кога место пари да отштети повеќе пари би се слевале во решавање на проблемот, да имаме повеќе возила, да имаме служби кои што да се дисперзира активноста. Еве нека се дисперзира на приватни ветеринарни станици, сите да може да микрочипираат, да се субвенционира проблемот. Државата за да чипираат. Да се субвенционира, да, општините да извојат фонд каде што ќе ги субвенционират граѓаните кои што ќе земат куќа, кои што ќе го наградат тој што ќе земе куќа од шелтер. Еве ќе го изземат од данок да кажеме. И друго, основно е дејноста да се регулира. Значи, производството на кучиња е претерано, нема толкова побарувачка колку што има производство. И првата генерација мешанчиња, затоа што сите ќе речат, ова се џукци на улица, не личат ни на едно куче. Првата генерација одрасни кучиња веќе не може да ја препознаете, камо ли втората. Така што проблемот е од домашните кучиња и сите ние мора да бидеме свесни дека сами го создаваме проблемот. Не мора нашето општество не бара одговорни граѓани, а граѓаните бараат одговорно општество. Значи мора малку тој однос да го Еве за крај само уште едно прашање ме интересира. Дали во ковидот многу граѓани земаа куќа па после ги оставија на улица? Точно. Дали имате такви, не знам? Имаме и такви во стационари, имаме такви кучиња кои што после ковидот кучето беше вишок веќе. Не можеа да шетаат во полициски час со кучиња. Добро, Радмила, еве кажете ми за новава акција што ја спомнавте за, како што видов вчера имавте некое соопштение за бојадисување, се барате волонтери за да се бојадисуваат боксовите во стационарот Лајка, нешто за кравеве да не кажете така, по кои граѓани сакаат може да помогнат да дојдат во Лајка. Може да дојдат на 15 ќе биде, може да не се пријават да дојдат, ние ќе го бојадисуваме, делот ќе го кречиме, нели делот од вдомување. И ете ќе се дружиме малку, иако акцијата е подпомогната од амбасадата на САД во Скопје. Така што ќе ни дадат некои средства и за правење на кукички, за малку да го подпоправиме стационарот. Они ја помогна исто и кампањата по училиштата, кај што делевме нели едукативен материјал, флаери, тоа беше од нив поддржано. И имаме и кампања за вдомување, затоа што најуспешно тргнато куче на улица, она што ќе се тргне не во шелтер, каде што повторно ќе чини пари неговото нели чување, туку во дом. И познати лица ни помагаат кои што се љубители на животни да го промовираме вдомувањето наспроти купувањето. Од како постои Лајка, колку кучиња се вдомени? Имате таков податок? Имаме лани имаше 2023 имаше 375 и во просек тоа доаѓа 31-32 кучиња месечно, а оваа година ни порасна просекот на 40 месечно. Тоа е супер бројка. Добро, и се надевам ќе би подобро. Јас стварно ви благодарам што го актуализирате проблемот и многу е битно да се види дека има две страни проблемот, не две, во случајов повеќе страни. И сакам да апелирам на граѓаните да сватат дека навистина имаат одговорности, посебно ако имаат куче или ако сакаат да земат куче, да размислат да вдомат, затоа што секој на куче на улица сака да припаѓа некому. Ниедно не сака да биде, ниедно не е одбрало да биде родено на улица само. Така. А ние заедно ќе притискаме во другите институции, во новата влада да почнат да се почитуваат законите и да се подобрат, да се ревидираат и да се имплементираат. И да се имплементираат, тоа е најважно. Не пошто кај нас законите постојат на хартија, меѓутоа тешко се. Мртво слово. Да, тешко се. Фала ти, Радмила, многу. Се гледаме на 15 во Лајка.